Може, благодарам. Кочани, како и целиот источен регион, остануваат со висока стапка на невработеност и најниска просечна плата по региони споредено со цела Македонија. Иако најголемиот пат на невработеноста и пораст на просечната плата дојдоа како резултат на активните мерки за самовработување и на странските инвестиции кои беа донесени во Кочани. Оваа власт покажува целосна незаинтересираност за овие проблеми и не превзема ништо за привлекување на нови инвеститори. Во Кочани не е донесена ниту една нова странска инвестиција. Прашуваме, дали овој застој се должи на инертноста и неспособноста на локалната самоуправа за превземање на конкретни чекори кои инвеститорите ги бараат? Дали локалните функционери имаат други приоритети? Инвестициите не доаѓаат сами. За привлекување на инвестициите Антура и Амфенол, Општина Кочани изготви и донесе урбанистички план во населено место за локација во местото Виничка вада. За реализација на оваа инвестиција беше изградена нова водоводна и канализациона мрежа на самата локација. Заедно со државата и ЕВН беше изграден нов подземен електричен кабелски вод и тоа од главната трафостаница на Грдовски пат до локацијата во должина од околу 4 километри. Се изгради и пешачка патека од магистралниот пат до мостот на Кочанска река покрај локацијата на Антура и на истата патека се постави улично осветлување. Благодарејќи на овие инвестиции, работат допринесуваат за развој на економијата во Македонија, а во Кочани вработуваат. Само Амфенол денеска дава работа на околу 1700 наши сограѓани. И наместо сега, кога се на власт да се посветат на работа, функционерите од СДС уживаат во благодетите на власта, а деновиве во кампања за председател гледаме дека се грижат само за да останат на власт. Работат само за своји интереси, а за градоначалникот само добива и доделува плакети по најразлични основи. Со нови странски инвестиции ќе растеше и платата на вработените, ама можеби повисоките плати за работниците некому во оваа власт не му одговараат. Поради сето ова, повикуваме сите заедно на 21 април да го дадеме својот глас за професорката Гордана Силјановска-Давкова, за да знаат дека народот гледа и цени и дека Македонија не е имот кој чека да биде распродаден по намалена цена. Ви благодарам.